Господине Зоран Заев, почитуван прв заменик председател на владата на Република Северна Македонија господине Артем Груби, почитувана постојана представнички на програмата за развој на Обединетите нации Драгана Рин, почитуван председателе на Националниот сојуз на слепи господине Жарко Селковски, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест и задоволство што денес на лицата со оштетен вид и на членовите на Националниот сојуз на слепи можам да им соопштам дека апликацијата аудиочитач е готова и можат да ја користат. Ова е круна на заедничкиот проект на Министерството за труд и социјална политика, UNDP и Националниот сојуз на слепи. Со аудиочитачот, слепите лица во Република Северна Македонија за прв пат добиваат функционална, современа и практична алатка која им овозможува поголема независност во нивните активности од секојдневниот живот. Аудиочитачот на македонски јазик е наречен Кико и веќе е готов и овозможува пишаниот текст да се разбере и слушне во аудиоверзија. Во финална фаза е и Хана, албанската верзија, која наскоро ќе биде достапна и за граѓаните чиј мајчин јазик е албанскиот. Апликацијата може да се користи и во регионот за лицата со оштетен вид кои го говорат албанскиот јазик. Апликацијата е достапна во мобилна и десктоп верзија, создадена согласно современите технолошки трендови. Досега лицата со оштетен вид користе апликации од други земји, со роботски глас, тешко разбирлив и несоодветен за нивните потреби. Новиот аудиочитач на кој слепите лица чекаа со децении е апликација лесно разбирлива, со природен глас на литературен македонски јазик. Освен лицата со оштетен вид, апликацијата Кико може да ја користат и лицата со потешкоти во учењето, лицата со дислексија и сите оние кои информациите најдобро ги разбираат во аудио формат. Тоа е целосно бесплатна и достапна за сите, лесно применлива за сите возрасти. Аудиочитачот има огромно значење затоа што ќе им го промени животот на најмалку 3000 слепи лица само во нашата држава. Слепите лица ќе бидат подобро информирани, активно ќе бидат вклучени во секојдневните активности, но пред се ќе бидат независни. Пристапот до апликацијата е едноставен. Доволно да се пристапи на Google Play Store и да се симне апликацијата RH Voice. Откако ќе се инсталира ова апликација, потребно е да се одбере македонски на листата со јазици веднаш до називот Кико. Како влада, со ратификацијата на Конвенцијата за лицата со попреченост се обврзавме за воспоставување на систем во служба на сите граѓани, независно од нивните способности и можности, систем кој им овозможува на лицата со попреченост да ги уживаат сите права на независен, достоинствен живот на иста основа како и останатите граѓани. Почитувани, грижата за ранливите категории на граѓани за нас како влада, но пред се на Министерството за труд и социјална политика е врвен приоритет. Градиме политики и преземаме активности да одговориме на нивните потреби. Мотото на лицата со попреченост, ништо за нас, без нас, е основата на која се темелат нашите политики, кои ги градиме заедно со лицата со попреченост. Продолжуваме со нашите заложби во градење на општеството со еднакви можности за сите граѓани. Општество кое ќе интегрира и вклучува, а не општество кое ќе дискриминира и исклучува. За нас секој граѓанин е важен и никој не смее да биде изоставен. Ви благодарам.